Граѓаните кои имаат долгови кон комуналните претпријатија, завршиле кај нотар или извршител до 1 јули 2011 година, ќе добијат можност за отпишување на каматите. Ова е предвидено со законот кој е во собраниска процедура. Приватните фирми доброволно ќе решаваат дали ќе им ги опростат каматите на граѓаните. Услов ќе биде да се плати долгот, односно главнината, како и судските, нотарските и извршителските трошоци, и државни компании ќе ги опростуваат каматите. Со фактот да го плаќам главниот долг, задолжително ќе биде институцијата да ги отпишува каматите. Постапката е следна: во период од една година откако ќе стапи на сила законот, граѓаните до компаниите кои даваат комунални дејности, што значи за електрична, за топлинска енергија, за вода и за смет, како и за телефонија, мобилни и кабелски услуги, одржување на заеднички простории и наводнување и одводнување на земјоделско земјиште, ќе може да достават доказ дека го платиле долгот. После ова, фирмата во рок од 15 дена го известува писмено должникот дали му е опростил каматата, целосно, делумно или го одбил барањето. Ако е позитивно одговорено, веднаш, но не подолго од 8 дена, фирмата доверител го известува нотарот или извршителот за да ја прекине постапката за наплата кон должникот. Нотарите и извршителите ќе добијат нова, најверојатно поевтина тарифа за наплата на предметите до 2011 година. Колкави ќе бидат овие давачки, од Министерството за правда одговорија дека тоа ќе се утврди по стапување на сила на законот во рок од 30 дена. Граѓанските активисти се против ваквото парцијално опростување на долговите. Ова дозволува сметки од пред 20 и повеќе години да се од законот да се платат. Сметки кои што се апсолутно застарени. Сами дури и пратениците сами во расправата потенцираат дека има одредени сметки кои што се антидатирани, кои што печатот од судот шетал по јавните претпријатија, по комуналните претпријатија. Во иднина мислам дека и ние ќе спремиме таков закон за отпис на долгови на граѓаните кон институциите на државата на централно ниво и на локално ниво. Приватните компании кои се опфатени со законот, како е на Македонија, Телеком, OneVip, велат дека и досега и во иднина, ако се плати главниот дел од долгот, ги отпишуваат каматите. Од топлификација се без став. За овој закон стојат пратениците на ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ. Министерството за финансии е надлежно за спроведување на законот. Не одговорија како планираат да ги заштитат граѓаните ако се прекрши некоја законска одредба.